студиото со вас, Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Извештајот на Томас Вајц помина на Комитетот за надворешни работи покрај обидите на Бугарија да ја метне придавката модерен пред термините за македонскиот јазик и македонскиот идентитет. За денешното гласање Ивана Соколовиќ најдова. Извештајот за напредокот на Македонија за 2023-2024 година доби зелено светло од Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. По бугарските обструкции обидите за додавање придавки пред македонскиот јазик и идентитет, мнозинството со 40 гласа за, 19 против и 10 воздржани го прифати предлог извештајот. По усвојувањето на документот, австрискиот европратеник и известувач за Македонија Томас Вајц изрази задоволство бидејќи е изгласан со широко политичко мнозинство. Порача дека Македонија е дел од Европската унија и дека по 20 години преговори потребно е унапредување на процесот на проширување. Во изјава за 360 степени Вајц вели дека и покрај гласањето на извештајот за Македонија останува врската за спроведувањето на реформи и уставните измени. Well, negotiations were difficult and lengthy. We had to postpone once, but at the end of the day, this is a very clear majority, and I think that speaks for itself. I think it shows a clear will and a clear support by the European Parliament for the accession process, but it's a merit-based process, so reforms are needed. A constitutional change is needed. It might not be the last one. All our countries needed to do some constitutional changes to be able to join the European Union, the common market, the common legislation of the acquis communautaire. This is a very normal process, and yes, North Macedonia needs to do the next steps, so do the constitutional amendment so we can finally start actual negotiations. Европратеникот Галер од СДУ предложи амандман пред одредницата македонски јазик да стои модерен македонски јазик во корист на бугарите, но не доби поддршка бидејќи 6 на европратеници го блокираа. On behalf of the group, I would like to propose one oral amendment which concerns compromises 1 and 10, and it is simply to add the word modern at 4 places, modern, so that it would read modern Macedonian language and identity. Сепак, Галер најави дека овој амандман ќе биде предложен на пленарката, каде што конечно треба да биде усвоен извештајот. Мнозинството ги одби останатите бугарски амандмани, пошто бугарскиот европратеник Валчев најави дека како додаток на извештајот ќе предложи додавање на мислење на малцинството. На 4 јуни гласањето за извештајот беше одложено по барање на Вајц поради притисоците од бугарските европратеници кои не се согласуваа со тоа што во документот децидно се наведуваат македонскиот јазик и идентитет. Вајц призна дека бил сведок на интензивни политички дебати околу извештајот, но дека апсолутно стои за документот за кој во преговорите и компромисите, како што рече тогаш, биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. Сега се чека и конечното гласање на пленарното заседание на Европскиот парламент закажано за периодот од 7 до 10 јули во Страсбур. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски вели дека амандманите потврдили дека проблемот на Бугарија не е впишувањето на бугарите во уставот, туку јазикот и идентитетот. Опозицијската СДСМ пак ја повика власта да запре со водење на надворешната политика водена од дневно партиски калкулации. Ако ги слушате пораките од поедини политичари кои што доаѓаат од Брисел, дека никогаш идентитетот не бил предмет на договори и разговори, дека никогаш јазикот не бил предмет на договори и разговори, дека тој бил бетониран, запечатиран, затворена тема, видовме дека не е така. Но добро е тоа што ја поминавме оваа прва фаза на Комисијата за надворешна политика или позната како АФЕТ. Убедливо беше гласањето, 40 наспроти 19 и 10 беа воздржани. И во следниот период очекуваме да се најде на пленарна седница меѓу 7 и 11. Да, ќе има амандмани. И да, повторно можеби поедини групи во парламентот ќе поддржат некакви амандмани. Такви се процедури, не можете да им забраните. Таму има европратеници кои што доаѓаат. Но важно е дека вие сите видовте дека не е неколку стотини бугари во устав, дека подлабока е болката и дека е децениска, дека е вековна. Ние ќе се бориме, дали ќе успееме, не знам. Па СДСМ оценува дека денешното однесување на Европската народна партија ИПП, сестринската партија на ВМРО ДПМН, е директен историски дипломатски пораз за Христијан Мицкоски и за неговата партија.
Предлог амандманот за воведување на формулацијата модерен македонски јазик не само што доаѓа од редовите на ИПП, туку е поднесен токму од незиниот координатор Михаил Галер, член на германската ЦДУ, партија која ВМРО ДПМН со години ја нарекува свој стратешки, ја нарекува свој идеолошки партнер. Всушност се досега што слушавме од нив беше дека преку оваа партија можат да влијаат и дека се фалеа дека навистина имаат добри односи и дека може да имаат влијание. Фактички да објасним, овој амандман представува сериозен удар врз позициите на Република Северна Македонија. А какви се реакциите во Бугарија, што велат тамошните власти и експерти, но и домашните експерти, одговори бараше Тамара Дичовска. Да, дека се поверојатно е дека придавката модерен ќе стои пред македонски јазик и идентитет со оглед на тоа што четирите најголеми политички групи во Европскиот парламент го поднесува овој амандман, смета поранишниот заменик министер за надворешни работи на Бугарија Љубомир Кјучуков. Но тој вели дека иако стои модерен пред македонски јазик и идентитет, Скопје не треба да се плаши бидејќи ова нема да ја промени преговарачката рамка, а Бугарија во иднина нема да поставува нови услови за започнување на преговорите на Македонија со Европската Унија. Во продолжение слушаме и неговата изјава за Сител. Прво, не може да промени преговорната рамка. Второ, тој извежда на преден план, между другото това се вижда и в прес съобщението на Европейския парламент, промяната в Конституцията на Република Македонија. Въпросът, който знаем, стои като необходимо условие за започване на преговорите. И третото, което може би си струва да се каже, всеки, който познава европейската практика, знае, че би било изненада, ако текстът в този си вид, в който е в момента, бъде гласуван в окончателния вариант на 8 юли. Казвам това, защото 4 групи, политически групи, партийни групи в Европейския парламент направиха общо заявление, че ще внесат поправка в текста. Това, знаем, става дума за едно прилагателно съвременна или модерна идентичност, което да се добави към текста. И дотолкова, доколкото става дума за двете най-влиятелни групи след тези 4, Европейската народна партия и партията на социалистите, може да се очаква тая промяна да се случи. Аз зная за напрежението, което съществува в Скопие и подозренията, че може да има нови искания, но България нееднократно е заявявала, че нищо извън това, което вече е записано в преговорната рамка, няма да бъде поставено като допълнително условие. Тоа се ставовите од бугарска страна, додека пак од македонска страна, поранишниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Наумовски смета дека доколку извештајот биде изгласан со она придавка нели модерен јазик и идентитет, тоа ќе значи дека Бугарија и понатаму ќе ни поставува и нови услови и нови закани за старт на преговорите членството на Македонија во Европската Унија, доколку тој биде усвоен така како што и биде изгласан така како што беше усвоен денеска, односно само со македонски јазик и идентитет. Тоа практично ќе значи дека Европската Унија ни го чува грбот и дека понатаму единствено што ќе треба да направиме е да ги вметнеме бугарите во уставот, оној услов кој што е и денеска представен, дека само тој треба да го направиме за старт на преговорите со Европската Унија. Но Наумовски не е оптимист дека за 2 недели од сега нашите политички партии ВМРО ДПМН и СДСМ ќе успеат да ги убедат сестринските партии во Европскиот парламент, ИПП и социјалдемократите, да го променат нивниот став околу ставање на придавката модерен пред македонски јазик и идентитет, и затоа тој смета дека нашите политички партии наместо да се препокуваат, треба да се согласат на заеднички став со кој ќе настапуваат пред европските институции, бидејќи и во иднина ќе имаме и предизвици и закани во Европската Унија, така што треба заеднички да се справуваме како држава и да настапуваме во иднина. Па во продолжение го слушаме и поранишниот вице-премиер Васко Наумовски. Кога се усвои со овие формулации современ македонски јазик и идентитет, тоа значи дека
во минатото не постоел македонски идентитет и јазик, и тоа нема да биде во насока на подобрување на односите. Секако тоа ќе потврди она друга теза, дека Бугарија навистина ќе бара многу други работи откако ќе го промениме уставот, и ќе потврди она претпоставка дека дури и да го промениме уставот и да ги внесеме бугарите во уставот, ние понатаму ќе се соочиме со нови препреки од соседна Бугарија. Да, ова беше Тамара Дичевска за реакциите во Софија и во Скопје по гласањето на извештајот за напредокот на Македонија. Благодарам. Председателот на САД Доналд Трамп